Јас сум Елена Димитриевска, представник од првата детска амбасада во светот Меѓаши, од Тетово. Слушнавме многу во врска со законите за правата на децата. Слушнавме дека има многу закони кои што се донесени, кои допрва ќе се донесуваат. Меѓутоа, едно нешто што како општ заклучок се добива е тоа што многу малку овие закони се имплементираат, односно многу малку ги согледуваме вистинските ефекти на терен. Имаме 18.500 деца кои што не се вклучени во образовниот систем, имаме деца кои што питачат, кои што се злоупотребувани, психички, физички и така натаму. Моето прашање е кој е виновен за тоа, барем вие каде ја лоцирате вината и како мислите да се справите понатаму за да конечно ги согледаме вистинските ефекти. Благодарам. Само ако може да ни кажете до кого е упатено прашањето? Не знам до никого, значи не е конкретно упатено, ама сигурно до некој што е надлежен, до некој што ги спровел овие закони, кој што со самиот подпис се обврзал да ги исполнува. Така да кој да ги одговори, мене ќе ми биде мило да чујам соодветен одговор. Ти си собрани? Во ред, мислам дека може да се согласиме дека може би тоа е сршта на проблемот или прашањето за кое што денеска дискутираме и дебатираме. И веројатно коректно би било да се заклучи дека сите заедно сме виновни, сите заедно сме одговорни, сите заедно веројатно би требало да бидеме и свесни, односно да работиме во подигањето на свеста за подобрување на состојбата. Звучи како клише таа реченица, но ова е еден процес во кој што јас верувам сите заедно се обидуваме да вложиме, да придонесеме за да го подобриме квалитетот на живот на децата. И веројатно тоа што може да се заклучи од дебатата е дека во споредба со тоа каде бевме кога започнавме со оваа промена или воспоставување на овие реформи, да ги наречеме, не може да не кажеме дека не е постигнат напредок. Повелете. Да. Една од улогите на граѓанскиот сектор е да врши наблюдување и мониторинг. Вие тука присутните што сте од детска амбасада, две деца од нив ќе го бранат алтернативниот извештај во Женева за состојбата што ќе ја подготвите токму вие. Како што државата доставува извештај, граѓанските организации се здружуваат во коалиција и доставуваат извештај во сенка, така оваа година за прв пат Македонија ќе има двочлена делегација на деца кои во моментот го спроведуваат прашалникот, ја дефинираат состојбата и бараат одговорност од државните институции за она што го се заветиле, го ратификувале за да го спроведуваат у секојдневната пракса. Така да имате пригода сега да видите и господинот Иџет Мемети кажа дека многу убави закони има, се донесуваат на време, не секогаш во редовна постапка, морам да признам, некогаш и во итна, каде што не се дозволува доволно простор да граѓанскиот сектор и граѓаните интервенираат, но кога ќе се донесат, наша улога и задача е да ги следиме дали навистина се спроведуваат во целост во пракса. И тука имате голема улога во детско учество, каде што вие ќе креирате идни некои политики кои веројатно ќе бидат парламентарците повеќе будни кога ќе ги донесуваат да бараат одговорности во нивното спроведување. Благодарам на господинот Змијанац што и на госпожицата Мехмети што се обидува некако да одговорат. Се разбира целта и на оваа средба беше колку толку да проговориме за состојбите и да успееме секој, како што веќе спомнавме, во рамки на своите институции и надлежности да направиме нешто повеќе за унапредување на состојбите. Сега, бидејќи сме при крај на времето, претпоставам ќе видиме куси, имаме уште 20 пријавени дискутанти. Ме поканувам професорка Гордана Никчевска од ДСУ гимназија Орце Николов да ни се обрати, се надевам не повеќе од 2 до 3 минути. Благодарам. Во интерес на времето, јас нема да дојдем на говорница. Би сакала само да се обратам на сите присутни, бидејќи гледам тука и многу млади ученици, а бидејќи јас доаѓам од гимназија Орце Николов во Скопје.
Сакам малку, бидејќи во законските одредби фантастично се предвидени во теоријата сите можни начини и патишта како всушност би се дошло до унапредување на правата на децата, а јас би сакала тука сега да се повикам на една изјава на Френсис Бекон, кој вели дека природата на децата може да прерасне во цвет или коров, затоа навреме да се полева цветот, а да се корне коровот. И уште би завршила најкусо што можам со Русо, француски филозоф, сите, мислам дека сте го слушнале, кој апелира, сакајте ги децата, да излеземе од теоријата и малку да практицираме, да им обрнеме внимание. Јас не знам, може би сум недоволно информирана, но сметам дека во ниту еден парламент и во ниту една комисија за образование која изготвува програми за образование, бидејќи нели образованието е моќ, бидејќи образованието е тоа која ќе ја поткрене свеста, а претходните излагачи одлично не информираа за тоа што се всушност нормите на едно здраво, нормално општество, да не ги повторувам, не би сакала да должам, јас само ќе кажам да се води сметка, Русо пред 200 години во кризата на образование апелира и изјавува да се превоспитаат воспитувачите. Возрастните не смеат да ги злоупотребуваат децата, туку треба напротив да ги градат, бидејќи големиот Коменски тврди: мекиот восок лесно се обликува, а цврстиот се крши. Благодарам. Благодарам, професорка. За убавите пораки и цитати, ја поканувам Гордана Трајкова-Костовска, координатор за граѓанско образование и инаку од Бирото за развој на образование, исто така кој се да не се обради. Добар ден на сите. Најнапред да го честитам роденденот на Советот на Европа и да се заблагодарам за поканата и со тоа да кажам одредени 2-3 реченици и да дадам прилог на оваа манифестација, на овој собир. Доаѓам од Бирото за развој на образованието, значи дел од Министерството за образование, каде што се, би рекла, креира образовната политика, односно каде што се изготвуваат наставните планови и програми. И во таа насока, бидејќи постојано се спомнува нели образованието, колку сме направиле во образованието, јас би кажала што е направено, без никаква намера да ги преодицирам работите, да кажам дека многу сме направиле, меѓутоа сепак добро е да се знае дека е направено согласно она што значи наша обврска, која произлегува од конвенциите и од другите нели законски регулативи во Република Македонија, што се однесува кога станува збор за правата на децата. Многу е направено. Само ќе се повикам сега за почеток на зборовите на нашиот народен правобранител, кога рече дека правиме, меѓутоа веројатно недоволно заедно правиме. И тука во тој расчекор се создаваат веројатно услови за различни форми на злоупотреби и така натаму. Во образованието се прави. Јас работам од 95-та година во Бирото за развој на образованието и ги водам токму општествената група предмети, она што значи социологија, граѓанска култура, граѓанско образование, филозофија, етика, естетика и така натаму. И она што значи реформи во образованието значеше и внесување на одредени наставни предмети или содржини, теми како сакате, кои би биле во функција на унапредување на образованието на учениците кога станува збор за детските права. Да подсетам, значи од 2002 година имаме граѓанска култура во основното образование, со 1 час неделно учениците од 7 и 8 оделение, значи следат модул кој што исклучиво се однесува на детските права, односно човековите права, за демократијата како вредност, односно ги подготвуваме како да бидат граѓани кои што еден ден ќе се вклучат активно во демократските процеси. Имаме во средното образование исто така граѓанско образование, каде што учениците токму овие содржини ги изучуваат. Да не спомнувам илјадници проекти
кои што сме ги воделе како Биро за развој на образованието, значи како државна институција, во партнерство со УНИЦЕФ, со ОПСЕ, со Интернационалната организација за миграции, со Советот на Европа. Јас токму сега ќе искористам 2 минути да кажам за овие постери што ги гледате, дека е тоа токму актуелен проект што се работи во партнерство со Советот на Европа. Значи, имаме многу, меѓутоа нешто недостасува во обезбедувањето на како би се превело sustainable development, одржлив развој. Она што значи нешто што кога ќе запнат проектите, треба нешто и ние сами да направиме на тој план. Значи, ја гледам основниот недостаток на Република Македонија, не навлегувам кој е одговорен, сите помалку одговорни за тоа. Меѓутоа, навистина нешто што почна е да се обезбеди некаков одржлив развој. Во моментот би сакала да кажам дека со Советот на Европа овој проект веќе втора година веќе кажуваат за што станува збор, значи станува збор за живење во демократијата, односно истражување на детските права. Јас со себе го носам баш и учебникот, односно прирачникот кој што е адаптиран за наставниците и по кој тие треба да работат од 1 до 9 оделение. Значи, мислам дека Сашо Кочанковски веќе дел од најавата за прирачникот ја кажа, за содржината што таа опфаќа, што значи дека сега сме во моментот кога ги обучуваме наставниците, создаваме ментори, кои што понатака ќе го шират тоа образование меѓу останатите наставници во Република Македонија. И мислам дека се прави доволно, меѓутоа тука сме веројатно сите повикани да одговориме каде, која алка недостасува, што е тоа што треба да не обедини. И мислам дека ќе имаме уште една прилика повеќе да дебатираме на оваа тема. Јас ви благодарам и пожелувам успешна работа понатака. Благодарам, господја Трајкова, што ете уште еднаш се осврнавте и на локалните специфики како земја членка на Советот на Европа. Пред да затвориме оваа сесија, чест ми е да дадам збор и на Надежда Даменска од првата детска амбасада во светот Меѓеши. Надежда, повели. Благодарам. Почитувани, би сакала да ве прашам дали е остварен законот за заштита на децата од злоупотребата на медиумите во комерцијална смисла и нивното штетно влијание врз нив. Дали има таков остварен закон? Ме интересира. Благодарам. Значи, Надежда имаше прашање за нас. Јас би си зел само слобода да кажем дека на ниво на Совет на Европа вчера или завчера имаше дебата каде што се концентрира дискусиите околу дефинирање на конвенција која што тоа ќе го артикулира, значи, на паневропско ниво. Во врска со домашната легислатива не би можел да шпекулирам. За жал го немам тој одговор во моментот, доколку некој од колегите може да одговори, има повеќе пратеници во салата. Микрофонот да го уклучат. Закон во Република Македонија за таков вид на заштита немаме. Тоа сите го знаеме. Меѓутоа, тоа не значи дека согласно постојната законска регулатива, почнувајќи од Устав па до сите прописи и Закон за заштита на децата, дека не може да се најде начин за, односно да не се обезбеди заштита од таква злоупотреба. Општеството, односно институциите се должни таа заштита да ја овозможуваат. И ако има празнини, тоа и Уставот го кажува, и во секој општество постои, и ако има празнини во уставноправниот систем, тогаш основна надлежност на Врховниот суд на Република Македонија е таквите празнини со